Додека оризовата култура од новата реколта одлично напредува во кочанските оризови полиња, откупот на минатогодишното производство речиси е блокиран. Прво, поради тоа што поедини фирми во регионот воопшто не откупуваат арпа и белорис, а второ, поради чекање на дел од земјоделците да помине актуелниот застој и да се зголемат откупните цени. Ваквата статус-кво ситуација се чини најмногу и моди во корист на политичарите и исполитизираните во производството, па наместо конструктивно действување, практично се злоупотребува маката на земјоделците. Деновиве локален председател на местната заедница се пожали дека откупно преработувачките фирми кои наводно биле под контрола на СДСМ намерно го кочеле откупот со цел да предизвикаат револт кај земјоделците и негативна настроеност према владеачката ВМРО ДПМНЕ. Дека во оваа држава политика има во се и се што не е никаква новост. Тоа само по себе значи дека и ваквата изјава не е без основа. Поради тоа, владата и ресорните министерства најавија зголемена контрола околу откупот со цел да завладеат реалните пазарни услови. Но додека планот за акција да се подготви и спроведе, од опозицијската СДСМ излегува со соопштение, според кое последната и најголема инвестиција на турската Левидиагро во Кочани, која има капацитет да го откупи и преработи целокупниот род, наместо да го реши проблемот со откупот, всушност го блокира. Од друга страна, деновиве на локалните медиуми оди соопштение на Левидиагро која повикува производителите да ја продаваат арпата во нивната фабрика, што значи дека вршат откуп. А за цените вела дека одлучува пазарот како во нашата држава, така и на меѓународен план.